Со видливи изгореници на десната страна од главата и во компресивна облека, гитаристот на дуото ДНК Горан Тонев денеска сведочеше за кобната ноќ во дискотеката Пулс. Рече дека пожарот започнал над бината, се создал густ чад, а од плафонот почнале да паѓаат капки кои на телото оставале траги како изгореници од цигара. Првите минути од трагедијата ги опише Јана Костадиновска, која вечерта настапувала како придружен вокал на бендот. Сведочеше дека чадот во дискотеката терал на спиење, а откако сите одеднаш се обиделе да го напуштат објектот, останала заглавена меѓу вратите. И двајцата музичари во судницата рекоа дека често имало пиротехника на нивните настапи, но тие никогаш не виделе која поставува ниту пак од кого е активирана. Во последните години на сите настапи имаше прскалки. Прскаа во мене во опремата. Никогаш претходно немаше проблем. Прскалките се пуштија на песната што сака нека биде. Погледнав нагоре и видов искри. Панчо рече да излеземе, но бевме бавни. Не ја свативме сериозно ситуацијата. Видов врата до бината, но беше заклучена. Првично никој пожарот не го свати сериозно, рече во судницата и Алберто Миладинов, кој ноќта на 16 март бил гостин во Пулс. Сметале дека огнот на плафонот е видеопроекција, но откако се почувствувала силна топлина, сите се упатиле кон влезот на дискотеката. Кога започна рефренот, се вклучија прскалките и тогаш се запали дел од плафонот. Останавме на масата и снимавме. Мислевме дека е некаква видеоанимација. Дури кога пејачот повика да излеземе надвор, почнавме да се упатуваме кон излезот. Одбраната на собственикот на дискотеката Дејан Јованов денеска побара тој да биде префрлен во истражниот затвор во Скопје, бидејќи како што рече неговата адвокатка, во Кумановскиот затвор каде ја издржува мерката притвор, со него се однесувале нечовечки и понижувачки. Денешното судење започна со предлог за одложување, но и прекин на целата судска постапка. Адвокатот Петре Шилегов рече дека за случајот се применувале двојни аршини, бидејќи за дел од полицајците обвинителството одлучило дека нивните постапки немаат поврзаност со пожарот. Тој направи паралела и со куќниот притвор за Артан Груби. Не можете за едни да имате едно правно мислење, за истиот кривично правен настан, за други да имате сосема поинако правно мислење. Оваа лакрдија која што се случува во судницата во конкретниот предмет, јавното обвинителство е должно, ќе повторам, да ја прекине. Судот не дозволи одложување, а обвинителството рече дека тврдењата на одбраната не се однесуваат на тековниот судски процес. Реагираа родителите, побараа одговорност за сите, без разлика дали и само со нивниот потпис придонеле да работи Пулс. Бараме одговорност не само за оние кои управувале со објектот, туку и за службени лица кои со потпис, со пропуст или со молк дозволиле незаконитости. Доколку системот дозволи кабаре да функционира како салон за теписи, тогаш системот потврлил. Судењето продолжува идната недела со распит на 6 сведоци. Зоран Јаневски, Сител телевизија.